на Штип аплицираше на поводот на Швајцарската агенција за развој со работа со проект Форуми во заедницата, на кој што самостојно доби 2.400.000 динари и исто толку пари доби Швајцарската агенција за развој и со работа. Во овој проект партнер за организација на форумите е ЦИРА, организација од Скопје, од која што има свој модератор на самите форуми во заедницата. Во однос на темите кои општина Штип ги предложи, општината во апликацијата ги напиша темите спорт и образование, т.е. приоритети кои сметат дека се од најголемо значење за развој на локалната заедница и од тие причини заедно со граѓаните на 6 форумски сесии ги избери еден или повеќе проекти кои понатаму ќе бидат финансирани од претходно споменатите средства. Неопходно е да учествуваат граѓаните, бидејќи ова е единствена и ретка форма во која граѓаните и според законот имаат можност да учествуваат во донесување на одлуки во рамките на локалната самоуправа за кои тие сметаат дека се нивен приоритети. Значи, граѓаните предлагаат своји проекти, може би бидат тоа 10-15 проекти во рамките на тие две теми, спорт, рекреација и образование. И понатаму заедно гласаат на последната форумска сесија, ќе бидат ukupно 5-6-та е скочена, избираат кој проект на крај, кои проекти ќе бидат реализирани во рамките на таа сума за тоа што зборувавме. Вкупната сума е 4.800.000, од кои половина ги обезбедува општината, а половина ЦИРА, односно Центарот за институционален развој. Да кажам дека истовремено граѓаните се тие кои треба да седнат заедно со експерт кој што ќе биде ангажиран за пишување на проект и заедно треба да го напишат проектот за кој што треба да се добијат овие пари. Може би ќе излезат проекти кои понатаму ќе бидат интересни и кои ќе влезат во приоритетите на општината за следната буџетска година и понатаму општината ќе има обврска да работи на тоа да изнеде пари или пак доколку обезбеди општината делумно пари да се барат и други донатори и на тој начин да се реши. Јас само ќе ви наведам неколку работи кои што во сегашните форуми успеале да се направат. Профи Штип и Корчани имаат заеднички форум. Крајниот беше на 21 февруари, на кој што одлучија да го одберат проектот до изградба на главната сообраќајница низ Помиква од паркингот до манастирот Свети Василий. Струга и Девар се исто меѓуопштински форум избрале проект за воспоставување примерна селекција на органски отпад, додека општината Чешиново од Лешево набавиле специјално комунално возило за собирање на смет, значи сето тоа што е неопходност на општината и граѓаните од таа општина. Сега, кои ќе бидат приоритетите на Штип, треба да одлучат овие форуми во кои што очекуваме масовно учество на граѓаните. Да кажам дека од Источна Македонија 6 општини имаат учествувано до сега во овие форуми, како што спомна Виолета, одамна се одржуваат, а Штип е седмата општина. И според она што го имавме во податок овде, Берово дури 3 пати успеала да се учествува во овие форуми и градоначалникот на Берово форумот го користи како оприк за да може со граѓаните да го изгласа дури, односно да ги донесе приоритетите на општината во делот на буџетот. Значи, го внел во својата програма на работа. Ги повикуваме граѓаните на 19.6.2013 година до среда во 13 часот да дојдат во холот на основното училиште Тош Арсов, каде ќе имаат можност да учествуваат во работните групи и заедно со останатите учесници во форумот во заедницата да донесат одлука за приоритетни проекти.